Струмица го донесе акциониот план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух кој предвидува повеќе мерки. Анализата покажа дека Струмица се загадува во ноќните часови најмногу со PM10 честички во периодот кога интензивно се загреваат домовите. Грејните тела се најголеми загадувачи, зашто во акциониот план општината се заложува и понатаму да ја субвенционира гасификацијата на домакинствата, но и да ги ослободува инвеститорите за изградба на зелени покриви и фасади. Што повеќе домакинства да се приклучуваат на гасификацијата, општина Струмица донесе мерка која е од поодамна за субвенционирање, помагање на домакинствата кои што би се приклучиле на газ, една сериозна мерка. Она што беше спомнато и денеска на седницата на Советот, знаете дека донесовме олеснувања за инвеститорите кои што би граделе објекти кои што би имале зелени кровови или зелени фасади, зелени површини, но најмногу за зелените кровови кои што ги најавувавме со 8,5% од комуналните давачки се ослободени. Во Струмица како леснителна околност е што загадувањето е интензивно само во вечерните часови и нема континуитет од неколку денови, вели градоначалникот на Струмица Коста Јаневски, кој упати апел до граѓаните да внимаваат што користат за огрев. До нашите сограѓани дека е многу важно какви горива користат во своите домови. Пред се, ако се користат дрва, бидејќи нашите навики се најчесто користење на огревно дрво, да бидат суви дрва, многу е важно. Посебно е опасно користењето во домакинствата, во грејните тела на материи кои што не се предвидени за грејење, како гуми, иверици, пластика, прегорено улје, исклучително штетни материи кои што се уште нашиот народ има навика да ги користи. На почетокот на овој месец инспекцијските служби при општина Струмица казне 16 физички и правни лица кои беа фатени на дело како вршат заградување на амбиенталниот воздух по повеќе законски основи.